Христос воскресе, навистина воскресе, пријатели мои. Дали навистина воскресе? Колку силно го веруваме тоа дека мртвиот Исус, погребаниот Исус, оживеал повторно третиот ден на првиот велик ден. Во една статија на Facebook, се сеќавам, напишав 12 докази или аргументи за Христовото воскресение. Во едно видео сум зборувал за 5 докази. Имам видео кај што зборувам за 3 најсилни докази. Па во ова видео ќе зборувам за едниот, најсилниот, за мене барем, најубедлив доказ дека Исус Христос навистина воскреснал, дека луѓе го виделе жив и сведочеле. Знаете кој е тој доказ? Тој е доказот следниот. Заради тоа што стотина луѓе кои што тврделе дека го виделе Исус жив, повторно жив, воскреснат, биле спремни маченички да бидат убиени, да искусат една маченичка смрт, но да не се откажат од нивното сведочење дека го виделе Исус воскреснат. Внимавајте. Кој би умрел за лага? Особено маченичка смрт за лага која што самиот се измислил. Не зборам тука некој да те убеди, да те изманипулира во нешто, па ти да си толку убеден во тоа нешто, па дури и да загинеш. Има такви фанатици. Насекаде ги има. Но да умреш маченички за лага што самиот се измислил, тогаш треба нешто да ти фали сериозно во главата. Да си швркнат. Ајде, еден се швркнал. Така, може, ни се дешава и ден денеска има на психијатрија доста такви луѓе. Ајде, двајца, тројца, да некои да халуцинирале нешто, да виделе, да им се причинило. Ама стотици луѓе да се швркнат во исто време, заради иста кауза. Малце ми е тешко да поверувам. Знаете, сме правиле сите пранкови, нешто ќе лажеш, ајде да речеме нешто, си го украл телото на Исус, си го скрил на друго место, иако тоа не било можно, зашто го чувала римска стража гробот, сепак тоа не бил некој обичен евреин закопан таму, туку бил религиозен водач кој што бил перцепиран од страна на римјаните како закана по мирот во Римската империја. Гледате вие кога го апсат Исус, не доаѓа еден поштар со писменце, ајде повелете ве бараат на разговор во МВР или во јавно обвинителство, туку доаѓаат со војска ве брате да го апсат, спремајки восстание таму да не има препукавање. Значи го гледале како закана и го обезбедиле многу добро гробот со римска стража, значи дури да сакале да го украдат телото, не би можеле. Но и кога би можеле, не би сакале. Зошто? Па зошто да го крадам телото, да го скријам негде, и потоа да гракам дека тој воскреснал. Превидам, ако јас сум следел лажен месија, 3 години да следам некој што ме лаже дека е месијата, дека ќе воскресне, и потоа да не го направи тоа, па преби да плукнам на тој гроб и застрамен ќе се отидам дома, а не да уште па да правам некако крадење, криење на телото и после да зборам дека тој воскреснал. Многу налудничево ми делува тоа. И нема поента. Особено нема поента во моментот кога ќе ми дојде нож под грло и ќе ми речат престани да зборуваш. Океј, дечки, извинете се, шалев, малку драма, хаха, априли, лили, ама не па ја сега уште да гинам за таквата вера. Свеќате кај нема логика. И сега, земете го фактот дека стотици луѓе, значи имате писма не од само од Библијата. И во Библијата ќе прочитам сега апостол Павле што пишува на оваа тема, но дури и римски историчари како Корнелий Тацит, како Плини Помладиот, кога Плини Помладиот во една кореспонденција со императорот Трајан му пишува, не знаејќи што да прави, се повикал на повисокиот авторитет на императорот, иако тоа било во негова ингеренција, не знам што да правам, вика ги гонам и млади и стари и од селата и од градовите ги мачам, не се откажуваат да го шират христијанството, што да правам? Корнелий Тацит кажува дека христијаните биле изложени на секакви маки, фрлани во арени од диви зверови, гладиаторски забави што ги правеле римјаните, да го раскинат нивните тела, тигри, лавови, не знам што биле тие таму зверови. После биле палени на крстови, Корнелий Тацит вика, за да бидат како светилници во ноќта. Не сите христијани, оние што не сакале да се откажат и да го проколнат Христос и да ја обожаваат сликата на императорот, римскиот император. Буквално ги врзувале на клади, на дрва, ставале сено кај нозете, го палеле и знаете тоа полека вака како гори, тоа е многу мачна смрт. Ајде да не ви опишувам. Само кажам дека треба некој да е сериозно убеден за да поверува во такво нешто.
Ако не ми верувате, еден великденски предизвик. Повелете, убедете 10 души дека сте го виделе Тоше Проевски жив. Вашите браќа, роднини, пријатели, татковци, мајки, колеги, соседи, убедете дека сте го виделе Тоше Проевски жив. Ни 10, ни тројца нема да убедите. Роден брат да ми каже, го видов, ќе преби поверувал дека се швркнал со паметот или заборел да се напие од апчињата, отколку да поверувам дека тоа е вистина. Па ние не гледаме секој ден да воскреснуваат луѓе, да оживуваат. Па и тогаш не биле наивни. И тогаш луѓето знаеле дека мртви луѓе не воскреснуваат. Така што, иако немале современа наука, генетика, компјутери и мобилни телефони, сепак ги знаеле основните принципи на животот. Нешто умира, се погребува и таму останува, се распаѓа телото. Така што не можете лесно да убедите некои луѓе дека некој мртов оживеал, па уште да ги убедите до таа мера да тие гинат маченички за таа вера. Така што тоа ми е еден многу силен доказ дека овие луѓе виделе нешто. Го виделе Исус Христос повторно жив, воскреснат. И од таму доаѓа нивната сила да ги издржат тие мачења, надевајќи се дека дури ако умрат, дека смртта е само една запирка, а не точка. И дека Исус ќе ги награди, дека зад смртта стои еден вечен живот, блиску до Бог. И биле сигурни во тој вечен живот, затоа што го виделе со своји очи. Го виделе Исус Христос жив. Значи смртта не е крај. Тој Синот Божија победил смртта и ќе ги воскресне нив како што им ветил, како што ни ветил на нас кои што веруваме во него. Апостол Павле во неговото писмо до христијаните во Коринт им вика: ви го преведов најнапред она што го бев и самиот примил, дека Христос умре за нашите гревови, според писмата. Тоа значи според предскажувањата во Стариот Завет, во пророците. Дека тој беше погребан и дека на третиот ден воскресна, според писмата. И дека му се јави на Кифа, тоа е светиот апостол Петар, а потоа и на 12, на сите апостоли, значи. После им се јави еднаш на повеќе од 500 браќа. 500 браќа, внимајте, тоа се само машките. Вижте колку жени и деца имало. Од кои повеќето се живи и до ден денес. Значи, од 500 делено на 2, над 250 биле живи во моментот кога апостол Павле го пишува ова. Сакајќи да им каже, ако не ми верувате, прашајте ги, тука се тие. Живи се уште, некои почина, ама повеќето се живи. Прашајте ги, и они го видеа. Потоа му се јави на Јаков, потоа и на сите апостоли, најпосле на мене, како на така и на таму, зборува Павле. Значи, тие биле живи луѓе кои што го виделе римските императори како Нерон, нели ги гонеле, ги убивале христијаните, но тие не се откажале да сведочат дека го виделе Исус Христос воскреснат. И тоа, знаете ми, е силен аргумент дека тој е аргумент запечатен со сопствената крв. Што повеќе некој да даде во гаранција за неговото сведоштво дека е вистинито, освен својата крв да ја пролее. Па има ли повеќе од тоа? Знаете кој е изворниот, кој е грчки збор за сведок? Мартир. Мартирос. А истиот збор се користи и за маченик. Мартирос значи и сведок и маченик. Знаете зашто го има истото значење? Затоа што првите сведоци били и маченици за верата. Со мака, со маченичка смрт го прославиле Исус Христос. Драги мои, има повеќе докази, истражувајте на интернет околу Христовото воскресение, но сакав да ви го во едно кратко видео да ви го изложам овој доказ и верувам дека ќе зајакне нашата вера да навистина веруваме во оваа историска вистина дека Исус Христос воскресна и на тој начин да го прославиме во нашите срца со еден убав, искрен поздрав дека Христос воскресна, навистина воскресна и тоа навистина да биде едно силно внатрешно убедување, со надеж и со вера, со една цврста вера дека и нас ќе не воскресне, и нашите блиски кои што сме ги загубили ќе ги воскресне, ќе победи смртта и дека смртта е само запирка, а не точка и дека вечниот живот почнува сега, но трае во вечноста. И така натаму. Ве сакам, продолжувам да снимам со вас, сабскрајбнете се на овој канал ако ви се допаѓаат вакви видеа и стрикни празници.